Искрено кажано, ќе ги погоди оние кои нелегално работат. За сите оние кои влегуваат регуларно во Европската Унија со дозвола за престој и работа, оваа мерка ќе биде благодет. Сите оние кои злоупотребуваат, одеа работеа 2 месеци, па се враќаја месец дена, па одеа 2 месеци, тие ќе бидат во проблем. Очигледно дека ќе се намали таа, да кажам, пресија на нелегална работа во одредени пред се западноевропски држави, не и државите од регионот кои се дел од Шенген просторот, затоа што сите кои работеа или работат во Хрватска имаат регулиран престој. Ние имавме вработени кои работат во Грција, влегуваат со дозвола за престој и работа во Грција. Дури во Бугарија, оние кои одеа во Бугарија со работни дозволи влегуваат и престојуваат со работни дозволи. Она што ќе биде дополнителен бенефит. Сега работните дозволи нема да бидат само локални за државата во која се вработени лицата и во која престојуваат примерно 6 месеци, туку ќе бидат евидентирани како работни дозволи во Шенген просторот. Тоа е големиот бенефит кој нашите апликанти и вработени лица ќе го искористат, бидејќи со досегашниот систем ние имавме проблеми. Ако ви имате дозвола за престој и работа во Хрватска, таа дозвола не беше евидентирана во системот на Шенген. И при првото следно влегување во некоја друга европска држава, лицата имаа проблем. Требаше да докажуваат со хартиени документи дека престојувале регуларно. Дали е тоа Бугарија, дали е тоа Грција, дали во конкретниот случај Хрватска. Значи, во некој сегмент новиот систем ќе биде многу од корист за она што ние го работиме или за лицата кои ќе бараат работа, од причина што се ќе биде регулирано.